Понеделник, 14 април 2025 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелностите со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Секторот за култура и јавни дејности при општина Кавадарци денеска предаде донација на мал групен дом во Кавадарци. Донација за мал групен дом во Кавадарци. Секторот за култура и јавни дејности при општина Кавадарци возможи донација наменета за мален груп на деца во Кавадарци, дом за деца без родителска грижа. Донацијата се состои од 8 душици и 1 телевизор, со цел да се подобрат условите и престојот на секој од овие деца. Средствата беа донација собрани преку новогодишните хуманитарни продажба на уникатни новогодишни дела, изработени со љубов и креативност од дечињата од нашата градинка Рада Поцева и учениците од основните општински училишта, и ние како средства од истата во консултација со директорката на овој центар ги пренаменивме за потребата на крајните корисници, односно на згрижените деца во самиот дом. Ова хуманитарна акција е само на мал потик да можеме на секој ден да помогнеме, а најмногу со големо срце за нашите најмлади. Од името на вработените во малиот групен дом и на корисниците кои што во моментот се сместени, сакам да изразам голема или искрена благодарност до општина Кавадарци за оваа донација. Искрено со оваа донација и понатаму ја потврдивме нашата меѓусебна соработка меѓу институциите. Стварите кои што се цел на донацијата ни се од големо значење и во многу голем дел ќе предонесат во понатамошното функционирање на малиот групен дом. Уште еднаш искрена благодарност до општина Кавадарци. Искрено сакам да упатам благодарност и до локалниот вински музеј од Кавадарци, кој што со нивната донаторска акција ги покрија трошоците за еден од нашите корисници кој што оваа година е полуматурант. Од денеска бесплатно изнаемување на велосипеди во Кавадарци. Општина Кавадарци следеше сите светски норми и како град и општина која се развива во делот на екологијата и посветуваше внимание на екологијата, обезбеди преку Австријската амбасада на Република Македонија со седиште во Венија донација околу 60 велосипеди кои се во одлична кондиција. Овие 6 велосипеди со одлука на Совет ги дадовме на јавното предпријатие за градски превоз Кавадарци. Јавното предпријатие на две локации. Ова е првата локација тука до строгиот центар до туристичкото информативно биро од 09 до 21 часот навечер, че може секој граѓанин без разлика дали е жител на општина Кавадарци или не, со лични документи за идентификација да се изнаеме велосипед бесплатно, да го користи велосипедот со потпишување изјава и нормално до крајот на работното време го врати тој велосипед на иста локација од кај што го има земено. Втората локација ќе биде до самиот споменик на 12 ваташки другари. Знаете дека имаме спомен куќа на 12 другари, тука ќе имаме константно човек и прва и втора смена и сабота и недела, вклучувајќи и на градскиот плоштад и таму. И таму ќе може да изнаемуваат велосипед, пошто таму имаме повеќе од 6 км велосипедска патека, кај што може луѓето да рекреираат, така да мислам дека ова е еден почеток кај што ќе ги мотивираме граѓаните да излегуваат од дома без автомобили и доколку имаат некакви обврски низ градот, а се способни и се во можност да ги завршат работите со бесплатно изнаемување на велосипед. Ова идеја имавме поодамна, меѓутоа како што и сами кажавте, реализацијата на секој проект во општина Кавадарци се движи со една добра динамика и сега стигнавме да направиме оваа промоција. Значи јавното предпријатие за превоз без оптеретување на дополнително вработување ќе може ова услуга да ја дава на нашите сограѓани и на сите посетители на општина Кавадарци. Со самата ова објава, ова мерка, односно услуга која што ќе ја нудиме ни како јавно предпријатие за превоз за изнаемување на бесплатни велосипеди, стартува од утре, значи секој кој што сака има желба, е заинтересиран и може да изнаеми точок од нашето туристичко информативно место кое се наоѓа на самиот градски плоштад. Како што спомна градоначалникот, изнаемувањето на велосипедите ќе биде бесплатно
едно лице полнолетно може да изнајми најмногу 4 велосипеди, 2 велосипеди за деца и 2 за возрастни. Велосипедите ќе се изнајмуваат со патна исправа или документ лична карта. Исто така се подпишува изјава со која ние ќе водиме евиденција за на кои лица се изнајмени велосипедите и за понатамошни мерки, ако во случај, не знам, некој оштете било кој од велосипедите или случај на кражба да се случи, ние да имаме комплетна евиденција за понатамошни действија со цел сет овај процес и сета оваа услуга која што ја нудиме бесплатно да се одвива со најдобри намери и најдобар можен ред. Се работи на санација и прочистување на локалниот пат до село Шешково со механизација од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци во соработка со локалната самоуправа по програмата за 2025 година. Во дневникот информации од билтенот на МВР. На 14.4.2025 година, 10 минути по полнок, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода ДС 38 години од Кавадарци на улицата Страшо Пинџур во Кавадарци. Тој не застанал на знак за запирање, пошто продолжил со движење со патничко возило БМВ со кавадаречки регистарски ознаки. По превземените мерки, полициски службеници го запреле неговото возило, а од извршените проверки било констатирано дека го управувал возилото со 2,16 промили алкохол во крвта. ДС бил задржан во полициската станица, а возилото било привремено одземено. Известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. Министерот за здравство, доктор Арбен Таравари, на денешната пресконференција ја сподели со јавноста состојбата на повредените од пожарот во Кочани. Моментално во Скопје се лекуваат вкупно 9 пациенти, од кои што само 2 се во клинички центар, и тоа во пластична хирургија. Во 8 септември е само 1 пациент, во Стара градска општа болница се 4 пациенти, и во приватните клиники уште 2 пациенти. Сите 9 вкупно пациенти кои што се во Скопје се во релативно добра и стабилна состојба. Очекуваме деновите кога ќе бидат пуштени, ќе ве известиме во тек на оваа недела или идната недела. Во странство моментално се наоѓаат 48 пациенти, од кои што очекуваме денеска 1 пациент да ни се врати и да останат 47 пациенти. Практично 48 пациенти кои што се лекуваат во странство и 9 во Скопје се вкупно 57 пациенти, од вкупно 193 пациенти. Практично остануваме само со 57 пациенти, од кои тие кои што се лекуваат надвор од државата, само уште 2 се во критична состојба. Инаку сите други пациенти се екстубирани. Значи имаме само тие 2 пациенти кои што се во критична состојба, другите сите се екстубирани, некои се во рехабилитација, другите очекуваат одредени оперативни зафати. Се надевам дека деновите уште неколку пациенти ќе дојдат. Опозиционата СДСМ обвини за скандал во Неготино. 5 пати поскапи цени од реалните. Пазар од злато или пари во джеп, праша социјалдемократите. Најновиот скандал со тендерските шеми на ДПМН и изградбата на пазарот во Неготино открива алармантни сомнежи за расипничко и криминално трошење на народните пари. Денес објавуваме конкретни факти со вредности, цени, договори и со јасна математика. Ви ги представуваме пресметките што покажуваат и докажуваат како ДПМН прави бизнис на грбот на граѓаните, бизнис врз грбот на Неготино. Одиме поред. Ова е договорот за пазарот во Неготино
класифициран како урбана опрема, склучен со една од омилените фирми на ДПМНЕ, Мастев Доел, со вредност од околу 420.000 евра. На страна 8 од договорот, во делот на кровопокривачки работи, стои невидена цифра за набавка на изведба на 1 метар квадратен кровен сендвич панел е наплатено 10.000 денари. 10.000 денари за квадрат панел платиле неготинчани. Да не е златен, да не е набавен од Белизе. Во реалноста на пазарот, во кој било склад во државата, во малопродажната цена на 1 метар квадратен сендвич панел со дебелина од 5 см со највисок квалитет се движи од околу 1000 денари, 16 или 17 евра. Еве достапни цени. Нова цена да ја додадем и работната рака од околу 1000 денари, се доаѓа до вкупна цена од 2000 денари за метар квадратен. Што значи тоа? Разликата до 10.000 денари е 8.000 денари по метар квадратен, или 130 евра повеќе за секој квадрат. За вкупно 440 метри квадратни, тоа се 60.000 евра разлика само за покривот. Во чии джебови завршиле? Ова не е тендер, ова е грабеж. Цените се тука, бројките се јасни, математиката е немилосрдна. Општините на ДПМНЕ вртат тендери со цени што се 5 пати повисоки од реалните. СДСМ бара истрага. Го повикуваме јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција веднаш да постапат. Граѓаните заслужуваат одговорност, а не криминални ВМРО-вски договори. Филипче и Заев се тендер тандем. Нив не ги интересира народот. Обвинија на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Филипче и Заев се тендер тандем. Нив не ги интересира народот, туку провизиите за висококатници во Дубај. Филипче, кој е директно поставен од Заев, го интересира власта само за да се дофати да лапне уште некој тендер. Омилениот пион на Заев, Венко Филипче, кога беше министер за здравство, во ек на ковид кризата, направил јавна набавка за томографии, за кои што македонските граѓани платиле дополнителни 15 милиони денари. Овие двајца мајстори за афери и тендери, по првиот јавен повик за томографии на кои што требало да се плати 21 милион денари, се одлучиле дека тоа не им одговара. Си го поништиле тендерот и си направиле нов, поскап за 15 милиони денари и со иста фирма. Да резимираме, Заев и Филипче се средиле тендер по нивен терк, поскап за граѓаните во ек на ковид криза, каде што граѓаните се којдневно бараа вакцини. Тандемот Заев и Филипче треба да одговорат дали вредеше уништувањето на македонското здравство и достоинство за висококатници во Дубај. Почитувани, Заев го испративме во историјата. Ковачевски го испративме во историјата. Филипче ќе го дочека истото. Претеничката група на Левица денес поднесе интерпелација за работата на Министерството за внатрешни работи. Панче Тошковски истакна пратеникот од Левица Сашко Јанчев на денешната пресконференција. Пратеничката група на Левица денес поднесе интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поради тоа што тој е од позиција на министер за внатрешни работи грубо ја занемари и несоодветно ја извршуваше својата јавна функција, постапувајќи нестручно, несовесно, неодговорно и непрофесионално, што се оделотвори во низа противзаконски действија, скандали и кадрови промашувања во Министерството за внатрешни работи. Интерпелацијата ни е базирана, темелена на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичниот настан во Кочани. Продолжуваме со спорт.
ГФК Тиквеш од гостувањето кај Скопски Вардар се враќа со освоен бод. Кавадарчани на два пати водеа, но Вардар со гол во 93-та минута се спаси од пораз. Фудбалскиот викенд во Македонија донесе навистина интересни дуели. Второлигашите во саботата ги одиграа средбите од 24-тото коло во кое се сретна. Детонит Плачковица Борец 2-0, Кожух Македонија Џорче Петров 0-0, Скопје Арсими 0-2, Осогово Беласица 0-0, Вардарски Охрид 3-0, Саса Башкими 0-5, Новаци Победа 0-0 и Вардар Неготино Брегалница Штип 1-0. Праволигашите во неделата ги одиграа средбите од 27-то коло во кое се постигнаа следневи резултати. Гостивар Шкупи 3-1, Работнички Струга 0-1, Пелистер Брера 1-2, Силекс Беса 5-0, Шкендија Воска 4-0. Тимот на ГФК Тиквеш имаше едно од клучните гостувања, тоа кај Скопски Вардар. Кавадарчани два пати водеа со 0-1 и 1-2, но примија голови во судиските продолженија и на крај средбата сепак заврши со резултат 2-2. Во неделата се одигри 20-тото коло од третата македонска фудбалска лига група Југ, во која се постигнаа следневи резултати. Башкими Влазними 2-0, Младост Големо Коњари 0-0, Бучин Питугули 1-1, Ултрас Дреново 3-1 и Росоман Слога Лажани 4-2. Слободни во ова коло беа екипите на Венец и Превалец. Во првата футсал лига на програмата беа средбите од 70-тото коло во кое се сретнаа Клими Јувентус Серава 9-4, Бутел Црна Река 4-1, Проект Форца 4-4 и Шкупио Соголо 4-5. Колото се затвора вечерва со средбата Железарец Кеги Моби. Ракометарите на Тиквеш ја забележаа првата победа во плејофот. Со гол од 10 метри во последната секунда Ани Обина им донесе победа на кавадарчани од 26-25. Станува неизвестно и мощно интересно во ракометниот плејоф, но и во плејаутот. Во третото коло од плејофот имаше два дерби над превара и тоа Вардар го совлада Охрид со 28-24, а Еврофарм Пелистер го доби Алкалуид со 30-28. Со овие победи Пелистер и Вардар се одлепија на врвот и ја продолжуваат соло трката за шампионската титула. Тиквеш на домашен терен стигна до првата победа во плејофот против секогаш незгодниот тим на Бутел. Во самиот финиш на 4 секунди до крајот Тиквеш изведе удар од 9 метри, а Ани Обина со вистински проектил постигна гол за победа од 26-25. Во третото коло од плејаутот Куманово го пречека Прилеп и одигра 26-26. Радовиш ја совлада Струга со 33-23, а Пролет го победи Борец Фрујтленд со 36-30. Во плејаутот Прилеп и Пролет се најсериозни претенденти за опстанок, но и останатите екипи покажаа дека ќе се борат до крај. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Предпладне облачно со повремени локални врнежи од дожд. Попладне променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува умерен наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од јужен и југоисточен правец. Температура од 10 до 17 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.